Имам чест да ви го представам носителот на изборната единица 2, господинот Владо Михајловски, воедно и позначајното подпредседател на ВМРО ДПМН. Агендата ни дозволуваше овој период да дојдеме во Љубенчи, што не значи дека до крајот може би ќе направиме уште некој настан, тоа за последните 2 дена нешто планирам, меѓутоа не сакам ништо да ветам. Без да дојде носителот во Љубенци, сметам дека кампањата во Бутел би била незначајна и затоа вака ми е многу драго што е тука и уште подраго ми е што сте во ваков поголем број. Не би должел јас премногу, би му дал веднаш збор на министерот, меѓутоа претходно би сакал да му кажам дека не постои период министер каде што ова населено место не победува со 7, 8, 9, 1, значи тука има по 600-700 гласови за ВМРО, секогаш и негде 3-40 гласови за СДСМ, веројатно погрешка се тие ставени. Ова е местото кај што секоја сабајле кога ќе станеме на избори, јас како председател и сите претходни, тука е Коце, и сите претходни председатели сме станувале со 700-0 водство и тој убаво чувство. Значи знаете дека водите во првите 5 минути. Така да јас би ви дал веднаш збор, потоа ќе имаме можност и да подискутираме секој од вас ако има нешто да каже, да ни скритикува или да даде нешто како совет слободно да земе збор. Мистер, ај здраво живо на сите, да ги поздравиме овие двајца нови пратеници. Има прекрасни луѓе од Бутел, Дарко е на листата, се разбира и Боро докторот, но и многу други активисти, многу други наши сограѓани, пријатели што утре ќе ја водат државата, ќе видат, се разбира и дело тука. Јас сакам да ве поздравам, да ви се заблагодарам на ова топло време што дојдовте со дистанца, со маски, со сето ова на овој начин да се видиме. Сакам да ви дадам посебно внимание и значење на тоа што го правите ви изминати години и што ВМРО ДПМН ви е душата, што Македонија ви е во душата. И јас сакам да ви дадам аплауз за сето тоа што го правите и благодарам од срце. Јас сум од Ѓорче Петров, но се чувствувам во Бутел како дома, секогаш тоа го кажувам. Неколку пати сум бил тука, се надевам дека ќе доаѓам почесто и кога ќе заврши кампањата да станеме луѓе да се среќаваме и да си помагаме едни со други. Знам дека сте виделе многу политичари, сте виделе многу луѓе што дошле тука, ветле разни работи, но вие сте непокор тука. Никој не може да го смени вашето мислење, самите резултати кажуваат 6-1, 7-1, усвари немаат ни еден. Тоа значи дека вие си ја сакате Македонија, сакате да живеете тука и да останете тука. Но ве охрабрувам овој пат сите да излеземе да гласаме. Бидејќи ако не гласаме, ако не излеземе, и ако има ваква пандемија, некој друг ќе ни ја крои судбината. Знаете што се случува во Македонија последните 3 години, повозрастните знаат и многу подобро од мене колку оваа држава е напатена, колку имало тешки мигови за нас, но да не оставиме повторно Заев и компанијата да ни ја тераат државата во енде, во бездна. Затоа ве замолувам вие да го проширите гласот на секаде. Знам дека имате и пријатели од други места тука во Бутел. Да излеземе сите и да гласаме на 15 јули да победи ВМРО ДПМН. Ние минатите избори победивме. И тука победивме, но не формиравме влада. Сега слушате дека има и дополнителни уцени од ДУИ, дека сакаат да видат, не знам, албанец премиер или слично, идат повторно со некоја националистичка реторика. Но ние да го сопреме сето тоа, ќе треба сите масовно да излеземе и да се заштитиме, се разбира, и да гласаме за ВМРО ДПМН. Јас ова го кажувам бидејќи многу луѓе тука ќе речат што тука победуваме со сигурност. Но тие гласови тука многу значат за некои други места во општината Бутел, во изборната единица 2, може за 10 или за 20 луѓе да се изгуби пратеник или слично. Затоа ве замолувам. Знам дека тоа го правите од срце и гласате за ВМРО ДПМН, а овој пат го направиме најголемиот резултат во историја за ВМРО ДПМН. И од тука нека се слушне во цела Македонија, дека од тука доаѓа победата и дека ВМРО ДПМН ќе ја формира новата влада на Република Македонија, а вие двајца луѓе ќе бидат у собрание заедно со мене. Благодарам на сите што дојдовте. Благодарам што одвојувате време и за ВМРО ДПМН и за Македонија и се разбира и кога ќе завршат овие избори да се гледаме постојно да ги решаваме сите оние проблеми што вас ве засегаат. Ја не би зборил премногу сега за програмата, ќе ви ја поделиме, ќе ја двирнете, ви остави простори, се разбира вие нешто да прашате, вие нешто да кажете, бидејќи е премногу топло, а не сакам со маски многу да ве задржувам. Затоа повелете и уште еднаш благодарам што ми дозволивте да дојдам тука и ќе ви докажеме зашто ВМРО ДПМН на 15 јули е најдобрата и најорганизираната
партија во Република Македонија. Благодарам уште еднаш. Некој од вас ако има повелете Слободно вака ништо да... Штом нема поведуваме, така луѓе? Ајде! Слободно! Ајде! Значи, има две болни точки кај нас. Значи, водоводот што не точно регулира. И како се оправува тој водовод, и сами не знаем, но има млади дечки стајали таму, мораме да поведеме грижа за тоа. Ке барам, но мора да го спроведе тоа и локалната власт. Затоа за неколку месеци ќе почне кампања за локални избори. Така, брзо доаѓа време. Ќе поминат избориве, ќе се формира влада, зимате оп, нови избори. Па тогаш да размислуваме дали бил претходниот крив, дали сегашниот, не е решен проблем. Проблемот останува. И затоа мислам дека некој што ќе дојде тука кандидат за градоначалник, утре од овие луѓе тука што се, да му биде приоритет и тоа да го реши, а ние да помогнеме. И финансиски се разбира, се обезбедат тие средства и да ги нема овие проблеми. Некам да ве лажам, сакам да бидам искрен, утре кога ќе дојдеме исто да го збориме и да биде јас како што вака сугерирам, а ние сите заедно да го одбереме тој човек што ќе помогне на вистина. Знаете вие многу подобро од мене колку се луѓе доаѓале, но реалноста е таа. Од овој градоначалник немаме, ама баш ништо во се. Едноставно најбаналните работи што треба некој да се зачисти кај нас, оти припаѓаме во општина Бутово. Никогаш не пуштаме. Единствено за пелчка пуштам за да дојде оти дошол нов. Така да немаме никаква подршка. Не раздам. Затоа набрзо ќе има гласање, па ќе дојде. И ќе моли и замолил, кој има пријатели, другари, од тие неколку души, мислам, тој број од СДСМ што гласаа. Треба да им каже дека се работи за Македонија, сега не за партија, чисто за Македонија. А Македонија може да ја доведе само водмерот да помнаме на пиедестал. Фала ви многу. Некој друг ако има повелете се. Фала ви. Не сакам да критикувам. Моментална е ситуација во Македонија критична, не критична, трагична. Во едни на добива партијата наша. Јуванчани се претежно, да не решам 100%, ама ќе не заборават Бргу. Бргу не забораваат, доаѓаат па по време на трчање и остануваме штури. Аз први сме од 90-та година кога стигнуваше тамче до Љубанско на площад за митинзи, Скопје се радуваше. Скопје и Македонија. Сега малку е скласнато. Многу незадоволство дојде кај граѓани на Љубанчани, кај жители. Љубанце требаше сега да биде овде. Верчан. Па да, гледај, што има? Кај да пројема полиција низ селско комуналија? Кај камења, кај? Не го оставаме ние во народ. Да не го оставате ни... И не го оставаме. И Ни ово место, ниту ВМРО, ниту Македонија, ние ќе помогнеме. Ќе помогнеме. Јас барем тоа можам да го видам. Тоа можам да го видам. И ќе дојдам пак, јас сакам да дојдам пак. И вака да разговарам. Секоја среќа. Еднаш дошол тука и господин Ставровски сам, се прошетал ни селама, дошол прогледал. Не го закачал никој, мислам ни ја најавил. Ако некојаш може се да дојде така. Бившиот министер за... Добро, фала ви многу на Велет. Јас би имал во врска со преводот дека, пошто моментално сега автобусот проаѓа низ покрај село Љубанци. Не доаѓа во село Љубанци, како што е во центарот на село Љубанци, кој што е одека, овој площад дека. Населението одека остариот дел е многу загрозено, така да имаме многу стари луѓе што не може да појде до автобуска и да се врати назад. Или па кој ќе земе нешто од пазар, па да го Што ви кажат од општина, што е причината или од градот? Причината многу обеќаа дека ќе биде натаманаа овдека, да се прошири Ковајга овдека, дадоа луѓе овдека за се прошири ова, мислам, центарот за вртење на автобусот. Се стиши тоа, Јохан нешто обеќаше во тоа, и тоа се стиши така да народот овдека имаме стари изнемоштени лица, така да не може луѓето да појдат на лекар, па од автобуска па да дојдат до дома.
А јас Јас ќе би ги ве замолил замолам и советниците да го кренат повторно ова прашање. Сепак ја немаме власта ни во градот Скопје ни во општината. Не, Ја јас да го само кренеме така- како прашање сите заедно. Да. На место. Јас и исто како Атанас би ги замолил сите дека значи успех од другари само е во гласањето. Ако не се изгласа дека значи градоначелник од општина Кутел, ништо пак ќе тече иста работа. Така е, во право. Така е, целосно. Ако има некој нешто да докаже, Фала ви многу. Некој друг поведе. Ајде, молам да се слушне. Вашите кандидати од Бутел и кандидати од Платеница. Прашам вас како носител на изборна ва, дали ВМРО кога ќе на власт, дали планира да прави коалиција со ДИ? Јава ќе ти кажам најотворено. По анкетива не знам од кај кој ќе победи, искрено. Не знам која партија од нив ќе победи, бидејќи толку се зајадени. Да оставиме да видиме кој све ќе биде. Прашав дали со ДИ ќе правите? Не знам, не можам да ви кажам, треба утре да Јас не седнеме. реков дека ДИ ќе победи. Дали конкретно со ДИ ќе Не правите можам од сега. коалиција? Ако сакаш да бидам неискрен, да ти одговорам. Но јас сакам искрено да ти одговорам, дека не знам со кого утре ќе седиме, со кого ќе разговараме. Ја би сакал да имаме 61 пратеник, да дадем друго да разговараме со него. Но не би знаел колку гласови секој од нас ќе освои. Зашто го кажувам? Го кажувам внимателно, бидејќи има многу луѓе што се плашат сега да излезат да гласат. Бидам искрен. А со тоа не излегуваме. На одреден број на граѓани што немаат излезат и се земат само број на пратеници што не да повторно искрено. Бидејќи има големо разочарување на тие луѓе кои ќе искочат да гласаат и кажуваат власта. Затоа јас апелирам до сите вас. Со седење дома, со критикување од страна, ние може да му помогнеме на себе си. Не зборам ништо за вас, не на сваката погрешка. И затоа утре може ние да преговараме потоа со некој за влада со секој. Вие знаете дека ние порано ги тргнавме да не коалицираме со нив 2006, а потоа коалицираме со нив. Сега таму се измешани работите во албанскиот блок. Ние имаме комуникација со сите партии. Со сите. Дали опозиција треба да иде дуј, треба да иде, зашто не? Дали има простор да разговараме со други албански партии, да има простор. За да видиме тие што ќе помагат. Да видиме искрено. Не може на крајот од денот, лично моје мислење, ако некој сака да ни прави уцени и ултиматуми, уште ќе останеме во опозиција. Според мен, може би грешам. Но што треба? Утре да го дадеме Гоце Делчев? Утре треба да го дадеме македонскиот јазик? И така натака, и така натака. Ова партија е идеолошка партија, така мора да остане. Ако оваа партија не е идеолошка, нема да се собираме ваки, нема тоа да не води натаму. Тоа моје мислење, може би грешам. А ќе ви одговорам после резултатите, што точно ќе се случи и транспарентно тоа ќе ви го кажам. Се надевам вака поопширно, но тоа е реалност. Фала ви многу. Луѓе, фала ви многу сите што дојдовте. Да се гледаме зубави, работи, но и постојано. Ајде, живее домаро, се гледаме. Да живееме.